Студија 1 отворено и овој пат на тема која може да ги привлече домакините. Поштовани гледачи, дали некој сте се запрашале каков стан купувате? Колкав степен на така наречена енергетска ефикасност поседува станот кој е изграден? Дали сте подготвени да се изложите на ризик при новоградбите, да вложувате во она што денеска е јасен предуслов да вложите во заштеда на енергијата, да создадете енергија, да ја чувате топлината, што се зависи од тоа каков материјал се вградува, кој тоа го вградува и на каков начин. Се разбира, многу е важно во општиот концепт заштитата на енергијата и од еколошка смисла и од домакинското уредување на просторите. Мој попладневен гостин е Христина Спасевска, универзитетски професор на ФЕИТ, професор кој има престижни проекти преку Светска банка, Централната европска иницијатива, преку проекти за финансирање од Меѓународната агенција за атомска енергија и член во неколку проекти, научни проекти што имаат регионално значење. Спасевска ја повикав, меѓу другото, да ни одговори на основното прашање. Дали ние се приближуваме кон стандардите на Европската Унија да заштедиме енергија, да ги градиме според новите принципи на така наречена зелена енергија, еколошки стандарди и така натаму. Едноставно, дали човек кој купува стан знае дека купува енергетски добро обликуван стамбен простор? Најпрво благодарам за поканата да бидам гостин во еден телевизија. Благодарам и за интересот на оваа тема што е навистина актуелна, секогаш актуелна. Човек кога купува стан, секако по сите законски норми што важат во нашата земја, а и на меѓународно ниво, треба на купувача да му се каже во која класа, кога зборуваме за енергетска ефикасност, припаѓа станот кој го купува. И тоа сигурно важи според сите наши норми и правила. Проблемот се јавува после неколку години, десетина години од користењето на станот. Затоа што реално не постои мониторинг, ниту законска обврска што се случува после 10 години во областа со енергетската ефикасност, односно дали таа останува исто или пак нивото се менува. Тоа значи, да го преведам тоа на јазикот на нашите гледачи кои градат, ќе купуваат така натаму, значи дали стиропорот што е вграден, како е обично велиме, е испарил, дали стаклата на прозорите кои се ставени со заштита К3, 5, 7 и така натаму ја одржуваат таквата заштита од сонце, од ладниот воздух и излегувањето на топлиот. Дали е тоа така? Значи, не постои материјал во природата што е вештачки направен, а што ги задржува своите карактеристики. Значи, тоа е реалност. Не само во тој контекст, дали материјалите што се вградени ги менуваат своите својства, едноставно и при самото реновирање, реставрирање, промена на некои уради, например вентилација, грејење, ладење, мора да се има предвид како тоа ќе придонесе во зголемувањето или во намалувањето на енергетската ефикасност. Негде гледав некоја дебата во која во еден момент ми се чини дека еден од соговорниците извикна во Македонија не се градат станови со енергетски ефикасни материјали. Дали е тоа точно? Не е точно. Значи, самиот проект, додека се подготвува проектот и додека се гради зградата, таа подлежи на многу строга регулатива согласно закони и правилници. Градежниот сектор не само во Македонија, туку и секаде во светот е строго регулиран сектор, каде што се мора да биде по правилник и по закон. Јас мислам дека можеби некои згради или објекти во генерално, да кажеме, не ги задоволуваат сите стандарди, затоа што постои незнаење и на инвеститорот,
а делумно неинформираност можеби и на сите тие што ги имплементираат тие мерките, од градежните инженери. Не велам дека немаат знаење инженерите, туку едноставно примената на новите технологии и конципирањето. Исто така, многу често се случува во самиот идеен проект и во градежен проект да се каже колкава ќе биде енергетската заштита, да кажеме или ефикасност. Чекате, може кога ќе одам да купам стан или кога ќе земам предприемач да направи куќа, да ми каже и да ми даде сертификат дека по тие стандарди ќе го изгради и по тие стандарди е направена зградата? Согласно нашите законски мерки и правилници, он е задолжен тоа да го каже. Проблемот се јавува, вие ќе го видите тоа како документ. Проблемот се јавува тогаш кога на лице место, а многу често се случува, може да се јават промени во градежниот план, да кажеме, ајде така поедноставно да кажеме. Затоа се повеќе се оди, барем во Европа, се надевам тоа и кај нас ќе почнеме да го применуваме, да се применуваат мерки каде што објектот ќе се следи од проект, потоа во текот на градбата, но така што ќе се инкорпорираат сите типови на инженери или делови од градежниот, да кажеме, од објектот, каде што ќе влијаат, кој може да влијае во ова. Модерниот начин на градба во Скопје и во другите земји, ако ништо друго визуелно гледате, стило поставаат и фасадите така ги прават, нели, и така натаму. Меѓутоа, што правиме со реновирањето, со реконструкциите и на стамбениот фонд кој не е со тој тип на градежни материјали? Колку, например, во Македонија од 600.000 стамбени единици ги задоволува стандардите? Ако зборуваме на глобално европско ниво, за кој имам реални податоци, некаде 50% од зградите се стари кои немаат имплементирано мерки за енергетска ефикасност. На годишно ниво се реновираат некаде од 0,4 до 1,2%. И тоа реновирање овозможува подобрување на енергетската ефикасност некаде 2 до 3%. Затоа, согласно новата директива што излезе во јуни оваа година, на Европската комисија најголем акцент во наредните години, до 2050 година, ќе се посвети токму на подобрување на енергетската ефикасност, односно воведување на мерки на енергетска ефикасност кај зградите кои треба да се реновираат. Ама исто така некаде почнува карактеристика на англосаксонската градба, нели, на речен Лондон, кој држи до своите стандарди на естетиката, реновирањето, дека тамо и под 50% имаат енергетската ефикасност, но светските модели покажуваат дека се бараат нови начини како да се обезбеди енергетска ефикасност за таквите стамбени проекти. Сакам да ве прашам, дали во Македонија нашите граѓани и што вие како професори, што асоциациите прават, на луѓето да им стане јасно што е тоа што е светски тренд, да стават фотоволтични панели. Едно време беше чудо кој ќе ставевме панели за топла и студена вода. Дали ние знаеме и како да ги упатиме луѓето на тој тип на енергетска ефикасност? Секако не можеме да очекуваме од секој граѓанин во било која држава, па и во Македонија, да има големи познавања. Добро. Секако тука треба да постојат некакви генерални политики за промоција на новите технологии. Кога зборуваме за енергетска ефикасност, не е доволно да кажеме ќе направиме добра изолација, нели, добар прокрив прозори, и ќе заштедиме. Некогаш нашиот комодитет бара нешто повеќе. Се повеќе светски тренд, европски сигурно, исто така, е да се имплементираат и обновливи извори на енергија, односно зелени енергии, да кажеме, при градбите. Значи, не е доволно само да штедите. Најдобро е и да произведувате. Така да, она што беше препорака од Европската комисија, значи, гледате, ние ги следиме европските препораки. Сигурно, транслирани во Македонија, нашите граѓани би требало да ги следат и да имаат... Ај малку да полемизирам. Ако ги следиме тие, денеска можете да забележите згради кои јас ги нарекувам кинески зидови. Не е важно како се тие градени, огромни и така натаму. Меѓутоа, јас се чудам како инвеститорот, ако следи светски трендови,
не направил еден панел од фотоволтични панели, нели, една површина, за да може барем енергијата на таа зграда да биде врз основа на обновливи извори? Тоа скоро и да беше неможно согласно постоечките досегашните закони за енергетика, да кажеме. Сега со новиот закон за енергетика и тоа е возможно, особено кога ќе се донесат подзаконските акти. Значи сега можеме да имаме индивидуални производители на електрична енергија. Ако зборуваме за електрична енергија, производство на електрична енергија, и се очекува дека класичните силициумови технологии на фотоволтаици веќе ќе можат да навлезат во Македонија на такви системи, значи на такви објекти, но она што ќе биде голем предизвик во наредниот период е токму имплементација на нови типови на фотоволтаици. Например, денеска постојат фотоволтаици кои може да се нанезат на стаклата. Значи, ако фасадата е стаклена, тогаш на самата стакла може да се стават премази или бои, или така да ги наречеме, кои ќе произведуваат електрична енергија. Постојат доста проекти кои веќе се реалност низ светот, каде што керамичките плочки тоа можете да го направите во купатилата или на фасадата и така натаму. Основен проблем која технологија ќе изберете е дали ќе користите скапи технологии со голема ефикасност и многу за кратко време, да кажам, или за определен период ќе се вратат средствата, или обратно, ќе користите ефтини технологии, значи ќе платите многу помалку кои ќе ги купите, кои па имаат помала ефикасност и пак за истото време ќе го вратат средствата. Ама тоа е нашиот синдром, бидејќи сиромашно разгледуваме. Кога инвестираш во тоа, најмногу и најтешко ви е да дадете пари за нешто за што би можело да биде исплатливо после една декада. И така се случува, например, со овие инвестиции. Меѓутоа, дали државата би можела да изгради сет на мерки во кои ќе се инкорпорира еколошките стандарди, заштеда на енергија, па на крајот нешто и инвестиции. Замислете на една голема зграда, сега одеднаш поставиме еден, пардон, тоа ми се случува стално на овие отворени дебати. Ако изградиме, например, фотоволтични кели или како сакате. Значи, мораме да признаеме дека обновливите извори се за земјите во развој се уште скапа технологија. Секаде во светот, каде што имаме голема примена на овие технологии, секогаш имало некакви мерки финансиски кои биле или државни или евентуално приватни инвеститори ги вложувале. Значи некои зелени кредити, тоа веќе постои и кај нас. Очекуваме дека тоа е наша обврска. Значи со оваа нова директива од 2018 година се предвидува да земјите прикажат на кој начин, со кои мерки токму ќе воведат имплементација на обновливи извори на енергија и тоа да се зголеми до 30% до 2030 година. Така да тоа мора да се направи. Какви се нашите потенцијали? Ману направи една стратегија за развој во енергетиката. Беше ставени акценти на нуклеарка, па на размисли дали ќе се приклучиме кон некој од соседите и така натаму. Какви се нашите шанси да ги следиме овие новитети, овие нови технологии? Или на крајот на крајшата европските стандарди во изградбата и во заштитата на енергијата? Кога припаѓате на мала земја во развој, како што е Македонија, подобро е веднаш да одите и да ги прифатите новите технологии, отколку да каскате континуирано за постари технологии кои веќе се имплементирани во други земји. Значи тоа е мојот... Ако ве следам добро, тоа значи подобро е сега да купиме автомобил на струја, кој е многу поскап, зашто тоа е перспективата, зашто дизелите ќе отидат у аут. Па така не. Значи тоа е мој личен став, што го кажувам. Сега... Од аспект на стручна елаборација? Да. Новите технологии веќе постојат, дури и доста ефтини, кои релативно за исто време ќе ги вратат средствата како и поскапите технологии, но првичната инвестиција дефинитивно ќе биде помала. Негде прочитав дека сте прилично амбициозни да ги, условно кажам, да ги описмените нашите мајстори, да добијат сертификати, дека се способни, дека знаат, дека вградуваат вакви материјали кои имаат внатре елементи на енергетска ефикасност.
Што тоа значи? Како што кажав, градежниот сектор е строго регулиран сектор. Значи, таму мора по строги правила и закони да се работи. Она што нас ни е предизвик како инженери, како професори, да пробаме во градежниот сектор да ја наметнеме обратната методологија. Значи, со обука на работниците, на инженерите, да стигнеме до ефикасни згради, односно до енергетски ефикасни згради. И ќе им дајте сертификат? И ќе си отидат во странство, или? Стануваат конкуренти на пазарот на трудот. Значи, градежниот сектор има уште една друга карактеристика. Таму постојат доста работници кои реално немаат формално образование, значи свидетелство дека завршиле нешто, а имаат долгогодишно искуство во градење. Проектот што го завршивме пред една година, сега веќе продолжуваме во друга насока, беше токму да им ги препознаеме вештините и знаењата и да им дадеме сертификат за она што го познаваат од енергетска ефикасност. Тоа германците го нарекуваат дуално образование, перманентно образование, како французите обично го нарекуваат, постојано да изучуваш и да бидеш конкурентен на пазарот на работна сила. И не само да изучуваш, туку и да им го препознаеш на луѓето. Не е страв вода се напиме, се извинувам. Да им го препознаеш, да го препознаеш нивното знаење за кое реално немаат никаков документ, сертификат или диплома. Христина Спасовска, кажете ми на ФЕЙТ, има уште интерес на студенти? Се уште Финки е подоминантен во овие новите дисциплини? Ние вчера имавме деканатска управа и начелно го заклучивме бројот на запишани студенти. Мислам дека 256, не ме фаќете за збор, некаде тука беше. Кога Финки и ФЕЙТ, нели, со закон беа разделени на два дела, се решивме нашиот факултет да продуцира квалитетни кадри и да одиме на квалитет наместо на квантитет. И многу сме среќни што 1/3 скоро од запишаните, повеќе од 1/3 од запишаните бруцоши во прва година имаат успех од средно повеќе од 90%. Точно е, Финки запиша. Од кај доаѓаат учениците? Знаете, сме правили и некакви статистики околу тоа дека најчесто студентите се запишуваат локално. Имајќи повеќе универзитети низ Македонија, социјалната димензија е доста изразена. Најголемиот број на студенти, не сите, но повеќето студенти на нашиот факултет се запишува од ние велиме комшиските гимназии. Значи тука е Корчагин, Орце Николов. Уште се враќаме на ова што е главна прекупација и тема на разговорот. Значи на ниво на Европска унија користењето на обновливите извори и на енергијата од нив изнесува 30%. Кај богатите држави, Шведска, Австрија, па дури една Португалија и Данска се движи до 54 до 60%. Дали е овој тип својствен за богати држави? Што ќе правиме ние сиромашните? Ќе пробаме и ние да имплементираме такви технологии. Ние веќе планираме до 2000, нели сме ја врзани 2020 програмата на Европската комисија до 2020 да имаме 20% примена на обновливи извори на енергија, нешто повеќе најверојатно ќе биде, а исто така 20% да ги намалиме стакленичките гасови, емисијата на стакленички гасови. Веќе, јас мислам дека ќе стигнеме и она што е, да кажеме, таргет во Европската унија до 2050 да имаме 30%. Исто така тоа се предвидува со новата директива, како ќе оди ќе видиме. Ние имаме сонце, нели често пати сакаме да кажеме имаме сонце, можеме да го користиме вака народски. Сончевите технологии, независно дали е за производство на електрична енергија или за топла вода, кај нас би требало да бидат технологии кои ќе придонесат за постигнување на овие цели. Иако имаме и доста добра, имаме веќе ветерен парк, да кажеме, или ветерна централа, мислам дека Елем, да, Елем го. Моите гивгиличани се поздравува наместо со добро утро, дуели ветрот. Од кога почне да дуе ветрот и ги видува ветерниците, викаат имало ќари од ветерот. Може ли тој дел на инвестицијата да се прошири на цела Македонија? Па, она што го имам јас како информација, не е официјална информација во соработка со моите колеги од Елем, мислам дека има некакви планови, иако ни се многу горди да
тој, да кажем, таа централа на ветерна централа веќе произведува повеќе од тоа што е очекувано. Тоа се вака со кафе. И е високо профитабилно. Да. Благодарам, поштовани гледачи, тоа беше нашата и ваша гостинка, професор Христина Спасевска од Факултетот за електротехника и информатички технологии. Разговаравме околу шансите како да обезбедиме енергетски сертификат, какви се условите да ги следиме европските трендови за користење на обновливите извори. Оваа тема ќе биде атрактивна во еден подолг период, зашто мислам дека ќе излеземе од оваа само доволност дека да разговараме само за политика и само за агар, до толку повеќе што и едното и другото се корисни, уште повеќе што оваа фаза на користење на обновливите извори, тоа е толку интердисциплинарно вклучување на повеќе професии и повеќе занимања што ќе користи прилично значаен, научен и ефективен труд на нашите експерти. До минутите за вести, ЕПП и се враќаме потоа на еден разговор, да се посветиме на спортскиот настан на, да речем, на месецот, а тоа е изборот на Лука Модрич за фудбалер на годината. Твое право е да се информираш за гласачките права. Се гласа лично, слободно, тајно и само еднаш, со заокружување на еден од понудените одговори. Референдум 30 септември 2018. Твој став, твое право.